Почитувани гледачи, добар ден. Јас повторно живам во последните сончеви денови на ова есен. Прекрасна есен се случи годинава. И сакам да ви кажам дека јас не често сите рецепти ги измислувам, нели. Многу рецепти ги добивам како инспирација. Од кога почнав да ја снимам емисијата, она што најмногу ме радува е што целиот инбокс на Facebook, по социјални мрежи, па и луѓе кои ќе ме застанат, ми кажуваат рецепти кои треба да ги направам. Денеска ќе ви направам рецепт од еден мој соработник, Даниел, кој пред некој ден, кога се појавивме на градилиште, првото нешто што ми го покажа е сликата. Ќе направиме кокошка врз пивска флаша. Таа пивската флаша ќе функционира како ражен. Ќе наполниме внатре со зејтини со вода да ја полева кокошката додека се готви. И на крајот ќе направиме преубав прилог. Може да го искористите тоа јадење во некој од следните ручеци, кои ќе семени ручеци. И ви ветувам дека ќе биде прекрасно искуство. Даниел го поздравувам, ми кажа дека пред да ја послужам морам обавезно да ја сликам, така што ќе видиме на слика и во живо кокошката на пивска флаша. Се гледаме брзо во кујната. И назад сме во кујната, за да ви ја подготвам мојата кокошка на пивска флаша. И јас бев зачудена, очигледно бил некој распространен рецепт, меѓутоа јас решив денеска да ви го покажам во нашата епизода на Маја готви. За да подготвиме оваа кокошка, потребно ни е едно пиле со се кожа, кожата ќе ја наполниме со путер, тоа ќе биде она што го додадов, Даниел ќе ми каже дали тоа навистина подобро изгледа вака. Ќе ни треба една пивска флаша, ја наполнив со вода, значи наполнета е некаде до 3/4 со вода, остатокот ќе го наполнам со масло брилијант. Маслото брилијант е многу нежно, многу неутрално, ќе ја полее кокошката како што ќе се врие во редната, ќе ја полива цело време кокошката, ќе направи крцкава коричка и ви ветувам дека ќе биде едно од најдобрите рецепти кои сте ги пробале. Јас ја подготвив пред неколку дена за да ја тестирам и морам да ви ја покажам. Маслото брилијант исто така содржи линовска киселина, која е есенцијална киселина и едно од најдобрите масла на пазарот. Јас ви го препорачувам, се надевам дека ќе го користите во кујната. Значи, она што сега ќе го направиме е кокошката. Имаме едно пиле, ќе видиме дали има на двата краја е ослободено. Таа кокошката ќе ја ставиме врз пивската флаша, така што отворот на пивската флаша ќе остане надвор за да ја полева кокошката. Малку, како што ви кажав, секој рецепт кој некој ќе ми го каже, јас морам да му додадам свој печат. Ќе ја наполнам под кожата, ќе ја наполнам со путер. Не изгледа пријатно, меѓутоа, верувајте, вкусно е до бескрај. Ќе наполниме внатре и убаво ќе измасираме, ќе се измијам покасно. Ќе направи една прекрасна крцкава коричка. На двете страни, може да ќе ја вратиме на место. Малку само ќе ја сечеме. Надам дека нема се пресечам прст, бидејќи раката ми е цела со путер. Така. Дека делува многу варварски. Меѓутоа кокошка со компир е една од нашите најтрадиционални јадења. А ова е само носење на работите еден степен погоре. Ќе ја измасираме кокошката со путер. Мојата кокошка е намачкана со путер, ќе ја оставиме да не причека, додека ги направиме останатите зеленчуци. Компирот го измив, ќе го ставиме со селушпа, бидејќи долго ќе се пече во редната заедно со кокошката, околу час и половина. И ќе направи повторно крцкава коричка, ќе го печам со жалфија, со рузмарин. Ќе го исечам на четвртинки, жустично, како и секој македонски ручек. За тоа што ќе му додадам малку твист. Ќе земеме една длабока тепсија. Пивската флаша ќе ставиме на средина, а околу ќе ставиме нашиот компир. Јас денеска ќе ставам обичен компир, ќе ставам и благ компир, бидејќи сакам малку благоња вкус, ќе биде прекрасен со жалфијата. И ќе направиме едни моркови со сланина во микро. Компирот го редиме како венец. Ќе го засолиме, забебериме. Тоа е тоа.
класичен македонски рецепт. Ке ставиме и благ компир. Благиот компир ке го исечам на крупчиња за да го разликувате. Меѓутоа повторно околу сантим дебели парчиња за да не се распадне. Обожавам ја. Благиот компир ми е едно од омилените јадења. Го правам и во благи рецепти со теква. Некаде ќе ви подготвим штроки, словенски рецепт од благ компир. И тоа е тоа. Сега ќе направиме кокошката. Колку и да изгледува варварски, ви ветувам дека вреди за трудот. Кокошката ќе ја ставиме врз пивската флаша. Убаво ќе ја ставиме така што врвот се гледа, таа е намачкана со путар и ќе наполниме остатокот со масло. Точно до врвот, за да може кога се вари да прелева маслото. Ете така. Вака изгледа нашата кула со кокошка и со компири. Компирите ќе ги полиеме повторно со масло, убава количина масло. Ставиме малку сушена. Ова е толчена пиперка, обичен, не е лут пипер. Не сакам да ставам црвен пипер, меѓутоа сакам да подгори, да изгледа така по-фенси. Кога ќе завршиме со сето тоа, ќе ставиме жалфија. Мириса на есен, онака како што треба. Оводи во редна час и половина. Заборавив да ја насолам кокошката. Убава количина на сол. Не се плачете, тоа ќе оди во сосот доле. Додека се полева од пивската флаша. Ќе ставиме малку водичка за да одма не ни изгори, за да може да се загрее еднакво пивската флаша внатре, како што водата во пивото и течноста во пивската флаша ќе се загрева. Така еднакво ќе ја пече внатре кокошката и ќе имате испечена кокошка како оние кои го купувате од Ража. Ви ветувам дека ќе биде прекрасно искуство. Не дека јас знам све, ставиме малку вода, заборавив да ја ставам водата. Како и вие по дома, така и јас сум секогаш заборавена, меѓутоа секогаш може да се вратиме без разлика што сме на камера. И ќе ставиме бибар. Преска заборавив да ставам. Класичен зачин македонски, бибер и сол, малку црвена пиперка, жалфија, вода и оди во редна. Многу внимателно. Посебно внимателно кога ја вадите од редна. Ремек дела. Додека кокошката се пече, јас ќе ви подготвам едно прекрасно макало, кое можеби не е макало, ама е една топла салата, повторно есенска. А потоа ќе не биде готова кокошката, ќе го послужиме сето тоа, живаме со една чаша убаво вино и ќе се видиме за кратко. Додека нашата кокошка со компири се пече за прекрасен фамилијарен ручек, ќе ви направам дополнителни прилози кои може да ги послужите. Вие може да ги изберете да ги направите, може и да не изберете да ги направите, меѓутоа јас сакам да ви покажам како тоа би изгледало кај нас кога би правеле кокошка. Ви кажа, све сакам малку да зачинам со свој печет. Оно што ќе направиме денеска ќе бидат моркови кои ќе ги завиткаме во сланина, ќе ги испечеме во микро бидејќи ревната ни е зафатена и ќе направиме едно прекрасно, па не знам, некоја грчка измишлјотина каде што ќе ставиме пиперки, ќе ставиме патлижани, ќе ставиме модар патлижан со 2 китки макдона, сето тоа убаво ќе го зачиниме со масло и ќе го ставиме да се пече во микро. На крајот ќе имате прекрасни прилози, убав есенски ручек и верувам дека сите ќе бидат задоволни. Имаме тенки моркови, доколку се подебели морковите ќе ги сечете на потенки стапчиња, ќе ги завиткаме во сланина и ќе ви покажам како ќе ги направиме. Ќе ставиме малку шеќер бидејќи сланината сакам да се карамелизира. Ќе ги сечеме на поситни стапчиња.
бидејќи морковот знаете дека е малку потврд, меѓутоа сланината и масото сланината што ќе го пушти ќе биде совршено во микро, за 7-8 минути ќе биде готова. Ќе направиме по 2-3 за секого. Иако со овој ручек може да нахраните 6-7 луѓе, посебно некој како мене, што само ќе проба малку од кокошката, и да сите други ќе бидат многу среќни. Ете го мојот морков. Имаме прекрасна сланина. Ќе ја завиткаме врз морковот. Ќе му направиме облак. Во микро секогаш готвите во керамички садови или во стаклени, никогаш не може да ставате никогаш по точка разно нешто што е метално. А за да ја упие дополнителната, ете Боњки си израдува со едно парче сланина, да ја упие дополнителната маснотија, јас ќе наредам неколку салфетки на тањерот, бидејќи не сакам премасен оброк. И ќе ги ставиме морковите во микро. Не ги засолив морковите, бидејќи сланината е солена во каче, оваа сланина која имаме, меѓутоа ќе ставиме црн бибер. И ќе ставиме на крај малку масло, многу малку, чисто како малку. Само да го почнеме процесот на пржење. Сланината ќе отпушти своја маснотија и ќе ставиме шеќер. Знам дека е неочекувано, меѓутоа тоа ќе карамелизира сланината прекрасно. Обожавам сладко солени вкусови. На крајот ќе ги покриеме повторно со една хартиена салфетка, за да ја упие екстра маснотијата од сланината. Ќе го покриеме со уште една чинија и ово одиум во микро. Прво ќе почнете со 5 минути, ќе ја проверите. Внимавајте кога ќе го дигнете тањерот, случајно да не излезе паријата однатре да ви изгори. И ќе продолжите да го варите, да го печете се додека сланината не се карамелизира. И нашиот трет прилог за денеска, повторно класично македонско јадење, меѓутоа спремено на многу поинтересен начин. Повторно ќе одиме во микро, ви треба една ватрастална чинија, ви треба модар патлиџан, домат, пиперка и многу Макдонас. Пиперката ќе исечеме на половина. Ќе ги оставиме семките внатре и ќе ја наредиме во како прв слој. Неколку пиперки. Се до тоа убаво ќе спласне, ќе биде како вид на прилогче со месото и со морковите. Само ги вредиме, рустично, апсолутно не мора да гледате да биде тоа некако сложено. Ова вака убаво ми се изгледа дека ќе биде. Тоа е тоа. Земаме китка Макдонас. Врз секој слој редиме по една цела китка Макдонас со задршките, бидејќи да можете после полесно да ги извадите. Претходно ќе ставиме малку сув зачин, малку сол, црн бибер, врз секој слој. Врз тоа ќе додадеме, можеме малку да ги скратам, дршките предолги се мојве.
Остана, ќе ставиме цел слој Макдонос. Убаво ќе го распределите. Може уште малку да ставам. Буквално една цела китка. Притиснете и одиме со вториот слој. Прв ќе ставиме модер патлиџан. Модриот патлиџан ќе го ја упие дополнителната количина на масло, затоа го ставаме како втор слој. Ги сечеме на прилика 1 сантиметар крупчиња. Не го лупиме. Само ги редиме грубо. Овака стане за нека манџа. И одиме со втората китка Макдонос. Претходно ставаме црн бибер. Повторно на секој слој истото. Црн бибер, малку сол и малку сув зачин. И продолжуваме со Макдоносот. Многу Макдонос. Притискаме. Правите неред по пат, си готвите дома, многу ви е гајле, си соберете на крај и на крај третиот слој домати. Доматите исто ги сечеме околу 1 сантим и пробуваме да го задржиме целата течност, бидејќи од таа течност ќе се прави целото јадење. Еден. Мислам да е доволно. Притискате. Повторно. Бибер. Сол. Солта ќе помогне да испушти патлиџанот неговата течност. Малку сув зачин. И последната китка Макдонос, че потребивме 3 китки Макдонос. Прекрасно. Притиснеме. И на крај ќе ставиме баш така голема количина масло. Все. Мрковите се готови. Таман да ги ставиме, ќе ги покриеме повторно 7 сат. Ова оди околу 10 на минути. Кога би било во редна, би било околу 20 минути, меѓутоа бидејќи микрото е побрз тип на готвење и на печење, ќе оди околу 10 минути. Ќе го провериме доколку не е убаво испечено, треба сите состојки да се соединат, да спласне овој куп од прекрасноти и на крај се гледаме на послужувањето. Како што ви ветив, денеска имаме прекрасен оброк за фамилијарен оброк. Подготвивме кокошка на пивска флаша, компири, блаки и солен компир. Подготвив едно макало со македонски намирници, пиперки, патлиџани, многу Макдонос и моите компири во микро, и моите моркови во микро. Морковите изгледаат прекрасно, ќе ги сервирам сите во една голема чинија, ќе послужам ручек за многу луѓе. А ние веќе се гледаме во следната емисија на Маја готви.